Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборуваме за Лаудикејската црква, од Откровението 3 глава. До ангелот на црквата во Лаудикеја напиши му ова. Ова го зборува Амин, верниот и вистинскиот сведок, почетокот на Божите созданија. Ги знам твоите дела, не си ни студен, не си ни жежок. О, да беше барем студен или жежок, и така бидејќи си млак, не си ни студен, не си ни жежок, ќе ти изблувам од мојата уста. Зашто велиш, богат сум, и се збогатив, и ништо веќе не ми треба. А ете не знаеш дека си несреќен, беден, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато, пречистено во оган, за да се збогатиш и да се облечеш во бела облека, за да не се гледа срамот на твојата голотија, и намачкај си ги очите со очна маст, за да гледаш. Јас ги укорувам и ги казнувам сите кои ги сакам. Затоа ти биди одлучен и покај се. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го слушне мојот глас и ја отвори вратата, јас ќе дојдам кај него и ќе вечерам со него, а и тој со мене. На оној кој ќе победи, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво, нека слушне што им зборува духот на црквите. Лаудикеја во денешно време се вика Ескихисар, тоа значи стара тврдина. Се протега во долината на Ликија, во југозападниот дел на Фригија, на раскрсница помеѓу два важни царски трговски патишта. Градот го изградил Антиох II во половината на 3 век пред нашата ера, со цел Фригија да се отвори кон светот за трговија. Градот го населиле сиријците и евреите, доведени од Вавилон. Антиох го нарекол градот по името на својата жена Лаудикеја или по името на својата сестра. Во римското време, Лаудикеја бил најбогат град во Фригија. Плодната земја им овозможувало добри пасишта за стадата. Волната што ја произведувале била со посебен квалитет и правеле посебни туники, наречени тримити. Туниката била толку многу позната, што на Калкедонскиот собир во 451 година од нашата ера, Лаудикеја ја викале Тримитарија. Цицерон, римски државник и филозоф, своето богатство го собирал во Лаудикеја. Дури постоело и банкарство. Лаудикеја бил познат и по медицинските училишта. Училиштето имало познати лекари како што биле Зеуксије и Александар Филалатеј. Лаудикејските лекари го следеле учењето на Херофилија. По принцип, болестите ги лечеле со разни лекови. Употребувале состав од хетерогенска мешавина. Најпознати такви лекови биле циметовата нардова маст за болест на увото и маст за очи направена од фригијски полен, измешан со некоја маст. Во Лаудикеја имало недостиг од вода. Затоа вода носеле од поблиските места и ја складирале во некои цистерни во тоа време. Лаудикеја е град на царски култ. Црквата настанала во времето кога Павле престојувал во Ефес на неговото трето патување. И ни се вели во писмото, првиот и последниот. Тој што пишува до црквата се представува себе си како Амин. Зборот Амин има потврдно значење на некоја вистина, што во овој случај Христос себе си се нарекува првиот и последниот на секое дело. Тој е верен и вистинит сведок. Дека тој е верен и не може да изневери, постојан и непроменлив, противно на црквата во Лаудикеја на нејзината неверност и променливост. Христос е и почеток на Божите созданија.
Тоа е израз на Павловата химна во Колосјаните 1 глава 16 стих, каде што Христос е наречен почеток и правороден пред секое создание. Тоа значи создател на сите созданија. Во 15 стих ни се вели: ги знам твоите дела. Тие не се ниту топли, ниту ладни, туку млакави. Затоа Христос им вели дека ќе ги поврати или изблува од устата. Во која смисла биле млакави? Тие немале духовен жар и делотворност. Црквата немала духовна свежина за уморените и папсаните верници, ниту пак ги лечела духовно болните верници. Членовите биле неделотворни, затоа биле блуткави. Млакоста е како некој притаен тумор, што црквата постепено умира без да е свесна за тоа. Зашто велиш, се збогатив и ништо не ми треба. Значи, имале одредено земно богатство, а фалејќи се со него, всушност биле бедни, јадни, сиромашни, слепи и голи. Неизбежниот резултат на своето задоволство е губење на вистинското познавање на својата состојба. Материјалното богатство почивало на добри темели. Големите даноци што ги земале римските службеници од азиските градови произвело големо богатство во градот. Проблемот на оваа црква лежи во нивното духовно задоволство. Не само што биле богати материјално, но сметале дека се и духовно богати и дека достигнале одреден степен на сознание или гносис. Имале 3 основи за својата гордост: богатството, развиеното текстилно производство и популарната очна маст која ја извезувале по целиот свет. Но најжално е тоа што тие не биле свесни за својата беда и срам. Господ ги укорува со ироничен тон, велејќи им да си купат од него злато прочистено низ печка. Во Библијата златото кое е прочистено низ оган е неговиот збор. Секој Божји збор е испитан, тој им е штит на оние кои се надеваат на него. Треба да си купат духовна храна од Исус, а не да се надеваат само на природните благодети. Да си купат облеки, пак иронија, што значи дека не им вреди најдобрата туника што се произведувала во Лаудикеја, туку треба да носат бели облеки, а тоа е символ на правдата. Без правда нема христијанство. Библијата вели: блажени се жедните и гладните за праведност. Бели облеки е символ на правдата. Да не одато необлечени. Во Библијата голотијата е символ на понижување и суд. Всушност, со тоа Господ Исус им ја покажува нивната понижена состојба. Пророкот Исаија одел гол и бос цели 3 години, за да им најави дека Асирија ќе ги пороби египетските и етиопските бегалци. Во тоа време Господ му рече на Исаија, Амосовиот син, велејќи: ајде, симни го врекиштето од половината и собој ги обувките од нозете. Тој направи така и одеше гол и бос. Тогаш Господ рече: како што мојот слуга Исаија одеше гол и бос 3 години, како знак и чудо за Египет и Етиопија, а убавата облека е символ на чест и на достоинство, црквата всушност била духовно слепа во тој поглед. Согласно зборовите на Исус, на суд дојдов на овој свет, тие што гледат да станат слепи, а слепите да прогледаат. Исус им предлага да ја осознаат својата слепоќа, додека постои надеж за оздравување преку Божјата порака и предупредување. Казна за непослушните. Бог како татко ги кара своите деца. Божјиот укор е за добро на верникот. Ги заборавивте предупредувањата кои ви се наменети вам како синови. Сине мој, не презирај го Господовиот укор и не ослабувај кога тој те укорува, зашто Господ го казнува оној кого го сака и го тепа секој син кого што го прифаќа. Ако поднесувате укорување, Бог постапува со вас како со своји синови.
Зашто кој е тој син кого таткото не го казнува? А ако сте без казна, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, не синови. И освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние пак ги почитувавме. Зар нема уште повеќе да го почитуваме таткото на духовите, за да живееме? Зашто тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а тој за наше добро, за да имаме дел во неговата светост. И секоја казна во моментот не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа. Затоа, исправете ги истоштените раце и слабите колена. Во укорот Бог се поставува дека е наш татко, да имаме учество во неговата светост и да ги добиеме Божите наследства како што заслужуваат синовите. Затоа, сине мој, биди ревносен, духот да биде горлив во служењето. Служењето треба да произлегува од длабок внатрешен копнеж за Бог. Ревноста треба да произлегува од желба да му се угоди на Бог, а не да се работи од лични интереси или погрешни мотиви. Ревноста треба да биде наше секојдневие поради големото Божјо дело на крстот и поради големите добивки во Христос. Потоа, Бог ја ветува неговата присутност. Затоа вели, стојам пред вратата и чукам. Со тоа Христос сака да го обнови заедништвото со верниците во Лаудикеја. Христос не сака сосила да влегува во нечiji живот, во човечкиот живот. Тој сака секој доброволно да му го предаде или да се предаде нему. Повторно да најде место во скреснатиот Христос. Бог не сака да ги загуби неговите деца, да бидат скитници или да му бидат неупотребливи садови. Обновеното заедништво е отворање на своето срце за вистината, таа да ги владее, а не влијанието на светот. Откако еднаш се загубило заедништвото поради својата тврдоглавост или својата духовна лажна супериорност, тоа треба пак да се обнови. Тоа го прави Христос од љубов кон верникот и ги повикува веднаш да се соединат со него преку духот. Победникот ќе добие посебна награда. Христос на своите ученици им вети дека ќе седнат на 12 престоли и ќе им судат на 12 израелски племења. И црквата ги има овие предности. Да седне на божествениот престол до Божиот син, што означува нивно прославување и достоинство. И апостол Павле вели во Тимотеј, ако трпиме со него и ќе царуваме. Како што во Стариот Завет Бог велеше преку пророците, така зборуваше устата Господова. Така и во овој случај Духот зборува до црквата и ја опоменува да биде будна и предпазлива, да не бидат млакави и недостојни за Божјото царство, туку да бидат ревносни за Бог, со љубов да му служат. Исто како што беше и пророк Илија, така и црквата треба да биде ревносна и водена од Светиот Дух, за да биде оспособена за Божјото дело. Нека му е слава на нашиот Господ Исус Христос, што повторно ги повикува оние кои се оддалечиле, кои станале млакави христијани и кои сака да го обнови неговото заедништво со нив. Божи благослов. Амен.